Поради болеста сини јазик кај говедата, козите и овците, добиточниот пазар во Блешево и денеска е затворен за промет. Заедно со забраната за промет со одгоени свињи и прасиње поради африканската чума, работата на единствениот пазар во источниот дел на државата целосно е парализирана. Поради ваквата ситуација, сточарите се доведени во безизлезна ситуација да не можат да продадат од вишок од добиток за да дојде до некој денар. Неизвестноста и стравувањето кај одгледувачите ги зголемува фактот што никој не може да предвиди до кога ќе трае вонредната состојба во оваа сфера и дали воопшто ќе се нормализира, особено ако се има во предвид податокот дека африканската чума втора година е присутна во регионот. Како последица на појавата на заразните болести, драматично се намалува бројот на популарните мини фармери, односно одгледувачи на свињи и говеда. Со затворање се закануваат и одгледувачите на овци и кози, бидејќи покрај опасноста од заразни болести се повеќе ги притискаат нерегуларниот откуп и ниските цени на јагнињата и јарињата. Оваа година откупната цена беше почна 110 динара ни нудеа. Поголемите обрастаните дури 100 динара. И женските ги оставиме за приплод 62, 3, 65. Овие едно по едно продаваме по 100-2-30 динара, кој дојдете, така ги даваме. Да, така, ништо дозволи на трговците на откуп на кланиците они да директират, да профитират на нашата сметка, на нашата маха. Колку и чини толку, а и извозот сегде иде за Италија, за Хрватска, ваму таму, секоја година е така. Во полските села од некогашните по десетина одгледувачи на овци, денеска некаде останаа по еден двајца, некаде ниту еден. Ако се знае дека овците ги нема ниту на осоговието, тогаш станува јасно дека овој регион многу брзо ќе стане целосно зависен во поглед на снабдувањето со месо, млеко и млечни производи, а огромните површини пасишта целосно ќе запустат. Нелогично во целата ситуација што многобројните мерки на државата не даваат речиси никакви резултати во насока на развојот на сточарството. Младите не посегнуваат по грантовите затоа што влегуваат во неизвестност околу откупот и вреднувањето на производството. Немаат никаква гаранција за долгорочен развој на земјоделското или сточарското стопанство, бидејќи сите неопходни предуслови се од краткорочен карактер. Токму затоа поправо би отишле да работат по лозјата и по линијата во Италија и Германија, отколку овде да го трошат животот, не знаејќи утре што ќе ги снајде.